Лека ноќ Македонија, лека ноќ Шведска на Балканот. Јас сум Јелена, а ова се вчерашни новости. Александар, спремили сме со најновите новости од вчера. Никогаш постремни, Јелена. И ние, а и нашите колеги од терен. А по повод утрешниот празник, 23 октомври, да им го честитаме именданот на сите што се викаат ВМРО. Така е, честитки од мене. И да ве подсетам дека можете да не гледате и во живо на Facebook. Одиме со ред. Откриваме што прави овој господин во една македонска болница. Чекам, колку има? 4,5 сати, Дознаваме кои јавни личности користат јавен превоз. Значи ова е тоа автобус што го вика, да? Кратовчани во шок. Не беше страшно, ова го научиме од општината, така ни рекоа. Вчерашни анализа. Со што не прскале турците 5 века. Домот ми е таму, кај закачам шапка. Домот ми е таму, кај што ме чекат. Домот ми е таму, каде што ме знаат. Домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје. Првиот круг на локалните избори за некои заврши со победа, за некои со катастрофален пораз, а за некои заврши со тотално изненадување. Едно од тие изненадувања беше и општина Босилово, каде што кандидатот за градоначалник на СДСМ победи уште во првиот круг. Нашата екипа беше во Босилово, каде Ланчо разговараше со новиот градоначалник, ден по изборната победа. Се наоѓаме пред домот на градоначалникот на општина Босилово. Тој пред неколку дена ја доби довербата на граѓаните. Ние како вчерашни ќе се обидеме ексклузивно да видиме што ќе им вети за овие 4 години на граѓаните на Босилово. Добар ден. Како е да се биде победник? Како е да се биде нов градоначалник на општина Босилово? Што ќе им ветите на граѓаните за овие? Чекај, застани малку. Што да се биде како бе градоначалник? Што да се биде? Ама чекајте малце, па вие сте најновиот градоначалник од вчера според, нели официјално според ДИК. Вие сте... Чекај, ај секунда, само секунда, извинете. Ало, шефе, момент само. Слушај. Абе, ова ли е адресата? Шефе, абе од вести дојда нешто ме снимаат, викаат градоначалник сум станал. Што работа ќе беше ова? Што? Како бе? Оне. Чекај. Тоа лифчето што го потпишав за кандидат за градоначалник беше? Ја мислам дека ова е лифт, не е врата од дома, ама... Навистина? Ајде. Сме победиле? И нема вода на цветињата. Ставам. Добар ден. Добар. Сакам да им ветам на граѓаните на општина Босилово дека ќе дадам се од себе за да ги остварам сите точки во мојата предизборна кампања. Што значи? 2 нови кружни текови, 4 затворени базени, од кои што едниот кај мене дома, и нормално зимската бурекијада во Босилово. Сето тоа планирам да го остварам во првата половина од 2018 година. Сите што гласавте за мене, нема да зажалите. Благодарам. Стајте им вода на цвеќињата. Ете, драги гледачи, ние како вчерашни го имавме ексклузивното право за да дознаеме и да го чуеме првото интервју на новиот градоначалник на општина Босилово. Не ми се доближува толку близко. Што ќе се случи, останува да видиме. Студио? Тоа беше колегата Паша Зотов, директно од Босилово. Александар? Извршниот комитет на опозицијската ВМРО ДПМН побара амнестија за сите вклучени во нападот на собранието од 27 април. Соопштението раскажано накратко е, ако ќотекот е од рајот излезен, во собранието не влегоа насилници, туку ангели. Како што пишува во барањето на ВМРО ДПМН, ова е само еден чекор за помирување и стабилизирање на напнатата состојба во Македонија. Според нив, по ова би следувало интензивно дружење на нападнатите и напаѓачите, со цел тие да си простат и да си заборават.
Како што наведуваат, многу полесно ќе беше да заборават доколку стативите од камерите со кои удира кај некого причине амнезија, но тие сметаат дека и овој предлог е добар. Од СДСМ пак експресно го одбија предлогот, велејќи дека се на власт и немаат време за дружење. ВМРО ДПМНЕ веќе почна со забелешки кон работењето на новата влада и врвот на МВР. Според нив, поради неспособноста на министерот Оливер Спасовски, целиот систем за безбедност е доведен во прашање. Како што истакнуваат од опозицијската ВМРО ДПМНЕ, тоа што МВР чекало дури 48 часа после денот на изборите да апси е јасен знак дека системот не функционира и дека со тоа е доведена во опасност безбедноста на граѓаните. Како што подсеќаат, кога тие владееле и раководеле со МВР, апсењата се случувале скоро 12 часа после избори, што кажува дека тогаш ова министерство било во подобра кондиција и спремно да одговори на предизвиците. Значи ова е тоа автобус што го вика, да? Избориве донесоа уште едно чудо. По 27 години за прв пат Кратово доби градоначалник кој не е од Социјалистичката партија на Љубисав Иванов Дзинго. Ова чудо е колку политичко, толку и економско. Од Кратово се јавува нашиот статива. Општина Кратово, последната комуна на Балканот каде што не се користат пари, туку бонови. Но ветриштата на промените дуваат изгледа и тука, иако временската прогноза не најавува никакви ветришта. Преговараме за општина Кратово да влези за почетокот во монетарна унија, што е тоа, а понатаму денарот како платежно средство да се имплементира на целата територија на општина Кратово, што е. Тоа би било еден вид тоа што го велат овие да се влези во еврозона или ние интерно ша велиме таа денар зона. Пецо Дигитроно е млад кратовчанец кој ја увидел можноста на оваа промена, па така тој отворил менувачица на бонови, веројатно првата во светот. Ја порасав со бонови, бе. Не знаеше што се пари, дури не иде на факултет у Скопје, бе. Бонови цело време заврши школот, иде на матурска, на пејачката бонови иде. И нема сега луѓето се плашат, они не знаат дека ако отидеш сега у Охрид, си платеш со пари, кафе, кусур ќе ти врат. Не знаат уште се плашат. Така, кажете ми, верувам дека кај повеќето луѓе се зголемува свесноста за придобивките на парите пред боновите, така? Нормално и општината и новата администрација многу ни помогна, они организираат тие што се без пари работилници да и научат луѓето како да користат пари, да користат курсната листа. Сега гледаш тука ме на ден цело време ја менјаме. Пред тоа на 50 години еднаш. Што ти расправат? И се планират до 1 јануари 2020 година проектот да биде имплементиран, интегриран на целата општина Кратово, што е. Граѓаните се уште не се навикнати на ваква нагла промена. Екипата на вчерашни ги запраша што мислат за тоа. Не беше страшно, го научиме од општината, така ни рекоа 200 денари и 200 бона на почеток малце ги мешаме, ама те научиме. До сега собираме потписи за Алиекспрес да може со бонове да се купува, ама повеќе нема потреба со тоа. Можам да кажам дека успешно улезоме во 19 век. Друго интересно што една соработка со Шведска што имаме, а тоа е, вие знаете дека Шведска го тргна кешот како платен промет, воопшто немат кеш таму. А Кратово исто тоа го немат, така да од тоа искуство може да излезете на соработка и ние што велевме да го направиме Шведска едно големо Кратово, мислам, во таа смислова. Драги гледачи, се надевам дека за 2 години ќе им посакаме добре дојде на кратовчани во денар зоната. Па така тие нема да бидат сиромашни во бонови, туку ќе бидат сиромашни во денари. Да бе, кажи ми, знаеш што јам од прадедо ми беше кратовчанец? Вредат ли овие бе нешто ми ги остави? Вредат бе, како не вредат? Колку вредат? Саки ти ги смено бе. Пејче вредат, ама 100 за пејче кафе да пиеш. Јер ти уште едно 100 што ме рекламирате овдека. Што снимали во? Не снимав жив. Завршив. Фала. Земи го бе, ајде, никој не. Фала многу. Ајде. А сега, во само минута и кусур, да видиме кои новости одбележаа неделава. Следуваат некнешните новости со Маја. Лека ноќ. Времеплов. Неделава пред многу години. Екзекутирана е Марија Антонета во Париз на гилјотиња, обесени се 10 нацисти во Нимберг и најтажен вест од сегашноста, ДПМНЕ трагично загина на локалните избори во Македонија. Загина од картата на локална самоуправа, де.
Ама не ги фрлете картите по штабови. Подобро е да ги рециклирате, па на следните избори здравје Боже нови карти. Јанко Бачев, честитки, втор круг во трката за градоначалник. Сепак Нобеловата награда за математика е заслужена. Полицаец удри велосипедист на пешачки, Арно наслава што не го удри. Судот ќе го проверува судот дали правилно судел. Така од прилика изгледа расипаниот телефон со најмодерниот крикна софтвер Акмис, кој што автоматски ги дели предметите по суди. По првичните наоди испаѓа дека класната моја поубаво не делеше на тест по латински и то рачно со молив. Рембрандт од друга страна не ги отвори очите дека американците не запрашувале со алуминиум и седативи да сме биле мирни. Чекам предлог од овие дежурно загрижени за се, место да не вакцинираат, да почнат да не запрашуваат. Може да така ќе има поголем ефект. Од 9 до 11 да се прска за смирување, од 11 до 1 за притисок. Ако вие само до смирување, а не до притисок или обратно, покрите главата со фолија. Од друга страна, интересот за присуство на настани на Facebook, организирани од разни екипи во Бугарија, зема се поголем замав кај нас. И јас ве чекам во понеделник во 12 на Фонтана да се маваме со бугарски пасоши. Некнешто. Новинарите откриваат шокантни податоци за исплатите на минатата влада во врска со Јохан Тарчуловски. Така во документите се открива дека владата потрошила дури 200.000 евра за пречекот на Јохан кога се враќал од Хаг. На ова со соопштение се јавија од СДСМ. Ова е доказ за недомакинското работење на минатата влада и нивниот расипнички однос кон буџетот на граѓаните, стои во соопштението на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Со тие пари како што додаваат тие, наместо Јохан, кој не испеа ни една песна, би можеле да ја донесеме Цеца 4 пати, Аца Лукас 5 пати, а според пресметките на Комисијата за култура при СДСМ за 200.000 евра, Ѓорги Крстевски би пеел до далечната 2076 година. Но ова не се единствените пари кои семејството Тарчуловски ги добило од државата. Имено според истите документи, тие добивале по 5.000 месечно. Евра, не денари. Сепак, секоја приказна има две страни. Па така во јавноста се огласи и Сонја Тарчуловска со отворено писмо. Според кажувањата на Сонја, од тие 5.000 евра, нив им останувале само 270 евра за живот. Ако се пресмета дека 100 евра се за струја, 70 за парно, водовод, канализација и други трошкови, таа вели дека е вистинско чудо како преживеале со само 5.000 евра месечно. Кажете ми, како би го портретирале идеалниот градоначалник? Одлично прашање. Постојат два типа луѓе. Оние кои земале форца кредит и оние кои ќе земат форца кредит. А знаеш ли зошто? Затоа што секоја нова форца апликација е без камата и без додатни трошоци. Аплицирај веднаш и земи кредит без камата и без трошоци онлайн на forza.mk или телефонски на 02 323 6666. Осомничените од СЈО, припадници на петата управа Горан Грујовски и Никола Бошковски, за кои беа распишани меѓународни потерници, сепак се најдени на територијата на Македонија, односно на аеродромот во Солун. Како што велат грчките власти, тие ги фатиле во обид да го организират одамна ветениот конгрес во Солун на ВМРО, односно Солунски конгрес, наречен така според познатата катна гаража во Скопје. За да не ги дознат грчките тајни служби, работеле андеркавер, односно со лажни бугарски пасоши.
Иако бугарските пасоши, што ги добиле биле со лош квалитет, Груевски и Бошковски од патриотски причини решиле да го ризикуваат својот живот и да не извадат оригинален бугарски пасош како што направија некои нивни колеги. Водејќи се од светата мисија, името на државата не го даваме, ги жртвувале собствените имиња, па ги зеле старомакедонските имиња Неџби Хасан и Христо Атанасов. Граѓаните константно се жалат на неефикасноста на институциите. Полните ходници низ болниците, редови од луѓе кои чекаат да дојдат на ред за преглед. Но зошто да чекате вие кога може некој друг? Нова професија се појави во Македонија. Зашто станува збор, повеќе од прилогот на Ланчо Пашазотов. Долги редови, неефикасна администрација и застарени методи се причината за која што граѓаните не можат да си ги исполнат своите права и своите потреби. Разговараме со еден млад и иновативен човек, еден визионер, кој што смисли еден иновативен начин како се тоа да го олесни. Како дојдовте до оваа идеја и колку време чекате? Па чекам, колку има? 4,5 сати, бе. Добре. Зошто чекате? За пари. Чекам по институции за пари. Да, иначе господинот е познат по тоа што ја отвори првата агенција за чекање во Република Македонија. Како дојдовте до идеја за овој бизнис? Абе, чекам ја за мој термин, тука по ходници, државна, и ми светна идеја, викам, ќе организирам фирма за професионални чекачи. Утре дента регистриравме компанија, ангажиравме 2-3, еве, по символична цена, врвиме, работиме. Одлично. Зошто баш чекање? Зошто не сумоборби? Чекање не е уген. Ние чекаме за ЕУ да влеземе, чекаме за УНАТО да влеземе. Избориве чекаме да поминат. Чекаме живот у Македонија по најново. Цел век ни помина чекање. Добро, а каков е интересот на граѓаните? Дали има посетеност на? Огромен. Огромен. Баш сега вработивме двајца нови од биро за вработување. Тие со искуство чекале, нели? Да. Се разгрануваме, почнуваме да стануваме фирма професионални чекачи за карти за театри, карти за концерти, шабански. Значи, у сите сфери се разгрануваме, али со здравството највише се исплати затоа што наплаќаме од час. Знаеш, мои термини по 5 часа се чека. Да, тоа сакав да го прашам следно. А ако не е тајна, која е цената на 1 сат чекање во вашата? Само момент да се најавам, само дека сум наред. На клиентов да му титнам. Одлично, зависи. Колку кошта ме праша? Колку кошта, да, за 1 час. Зависи, никогаш не се знае. Зависи од институција. У здравство унапред наплаќаме, затоа што може да се случи пациентот и да не го дочека својот термин. Не дај Боже да знае. Да, страшно. Ете, тоа беше тоа, драги гледачи, од клиниката. Што е ова? Пауза? 30 минути пауза. Познатиот македонски сликар и уметник Ацо Станковски изјави дека македонскиот народ е константно запрашуван со ефтини седативи за да биде мирен и покорен. Да ја видиме неговата изјава. Верувам дека они тој алуминиум го прскаат и тоа едноставно не труе сите нас и поради тоа ние стануваме све по индолентни, све по апатични. Меѓу другото и тоа е. Дека ова што го кажува познатиот уметник не е само гол алуминиум, потврда доаѓа и од турскиот историчар и научник Месут Румиоглу од Универзитетот во Бодрум. Преку директен линк, директно од Бодрум, го вклучуваме непосредниот, да не речам директниот Месут. Господине Месут, вие тврдите дека македонскиот народ е навистина запрашуван со векови? Тамам студио. Улурун денден Туркче империја, гилеросун бир, екі, үч, дорт, беш, беш века, килесиндарон македонче робство. Или олсун бешкиндаларун йоктур башка алуминиум кемтрелс, гилеролундон опиум кемтрелс. Дали имате докази за ова? Гилеролсундан Крушевска република, кјолорусундан револуционери, лиролсун Питугули, Даме Груев, илери, йоктур башка, туркче акал, гилеролсундан кемтрелс, гишиндаларун револуција, сус. Вашиот глас некако не смирува. Ви благодариме.
Како функционира јавниот превоз во Скопје? И дали граѓаните се задоволни од истиот? Лично провери, ни помалку ни повеќе туку новиот градоначалник на Скопје Петре Шилегов. Значи ова е тоа автобус што го вика, да? Да бе, со ова идат луѓе на работа што и од тука напред се влегува, знаеш? Да. И тука карта се вади. Да. И после има шипка, ама нешто шипка што е за играње, него шипка да се држиш, разбираш? Абе се држам ја, немам гајле. А да седнеме малку напред, бе? Ке седнеме бе сега го веќе судот ке се сима. Судот, да? Еве што си тукови. Него карти имаме ли? Не. Не, а? Значи ти гледај тука инспекција да не иде, ја ќе гледам од вамо. Ако иде, ако вика карта и ти одма на средна врата. Него за вториот кат на автобусов се плаќа ли комунали? Нема комунали ова, сепак е ова автобус е ова. Не, не ќе се плаќа. Ако мора, и пак сакам да ти кажувам сега. Луѓе се работува тука, знаеш како е. Да, мора се плаќа. Мора се плаќа, пари требаат у градот. Тоа е тоа, мора. Абе види кој е на точак? Коце! Касно ти е за на точак сега, Коце си го губил, еј. Абе не го оставам Коце така, знаеш. Имам план за него, сакам чувар да го турам доле на градска плажа. Да си игра со песок. Нашто ќе си игра со песок? Будолска работа. Што се смее овој, бе? Пушти го, бе, кој последен се смее, најсладко се смее. А овој што мафта, му киднал автобусот, а? Му ја кинале слободната, бе. Него, дај ти по една ракија да идем да пием. Зашто по една? Студио? А во пресред на вториот круг од локалните избори, нашиот Кузман разговараше со професорот за локална самоуправа Јордан Хаджибогатинов, Десков, Петровски, Миланов за тоа каков треба да биде идеалниот градоначалник. Господине Јордан Хаджибогатинов, Петковски... Професор Јоци е сосема доволно, презимето ми е долго. Така, професор Јоци. Професоре, кажете ми, вие сте професор по локална самоуправа, така? Точно, меѓутоа јас сум овде не пол месец, јас сум тука 30 дена, заменски сум само за една колешка што е на трудничко, меѓутоа сум компетентен да дадам одговор. Така, кажете ми како би го портретирале идеалниот градоначалник? Одлично прашање. Па видите, идеалниот градоначалник би морал да биде стамбено реализирана особа. Тоа значи дека у секој зграда треба да има по еден стан. Исто така треба да има и голема фамилија за да може да ги запослува, односно да креира работни места. Рецимо, ја би бил добар градоначалник, они ми нудеа мене, меѓутоа, пошто сум веќе саветник у Министерството за земјоделие, па да не дојде некоја такви. Кажете ми, каква марка на одело треба да носи градоначалникот? Ве дупам, да. Не, немојте, мислам марка. Не е битна марка, многу поважна е маркица. Значи, градоначалник мора да се разбира во маркици. Тоа значи дека маркици гледате како се денеска насадени како дрва, и тоа куриозитет, по зелени површини се тие насадени. Така да, ако он не се разбира во маркици, може да дојде до тотална дисфункционалност на општината, со самото тоа и он да биде неуспешен како таков. Да ве прашам, што е со капиталните инвестиции? Сите ветуваат гасификација. Сите ветуваат гасификација, меѓутоа ако тоа би било толку лесно, до сега би било гасифицирано. Значи, за да се гасифицира една општина треба да има извор на природен газ. Еве да речеме Берово. Берово има кромпир, значи тамо нема шанси да се гасифицира брзо. Дали ме сваќате? Најголем извор на природен газ во Република Македонија е граф или пасуљи, што го викаат Србија овој. Каде има највише пасуљи? Тетово. Ето видите, сами си одговоривте на вашето прашање. Сами си одговоривте. Значи гасификација трга од Тетово и низ гасоводи тука иде прво по Желино, Мелино и онда иде цела Република Македонија. Да. Кажете ми вака едно директно прашање. Колка ви е хонорарот во Македонски пошти? Ама ти ме допиш. Па мислам како Македонски пошти кога ја имам електронска пошта веќе 4 години имам имејл. Па кај се тие конзервативни начини на комуникација? Па и студентите ме знаат, ја имам имејл, отворен ми е за сите тука, како така? Така, но сепак сте во управен одбор. Видете сега, ипак е ова тематско интервју. Како сум ја управен одбор, молим те? Ова е за локална самоуправа разговараме. Каде ви се за локални проблеми прашањата? Камо тоа за гласна музика во локали, локална анестезија, други локални проблеми што се однесуваат до граѓаните. Па една Каталонија, гледате што се случува, вие тука управен одбор. А на што личи ова, молам, ипак е ова домакинска куќа, гледате сум Да, драги гледачи, тоа беше разговорот со господинот Јордан Хаджибогатинов, со господинот Јоци. Професор Јоцо, да. И ви благодарам. Така. И дојдете после со леп да видите како е добра зимни се искочи. Молам, немојте сега, секаме интервју, вие, па секако мислам. Ајде ви само. Да.
Добре и таа. А сега новости од спортот. Ланчо разговара со Стево Венгер. Да, ова е Стево Венгер. Последното ливче на локалните беше катастрофа. Што се случи? Пази, не викам не, али ипак не ме зезе, бе. Крато, гази баба, те неочекувани имаше. Али овој пат се сигурни. Пази, у втор круг се игра само на Западна Македонија. Играш фиксчиња, баце, стан да имаш, стан се става на ова ливче. Сега, се ставаш на дуј. Знаеш, имаш Тетово, Гостивар, Струга, тоа се ќе биде дуј. 100%, пази, много сечам. Пази, сега, коефициентите се мали, ама за тоа пак ќе појачаш малце улог. Тоа е тоа. А, например, еве, каде ги играш 2 од 3 услов, овие две да ги скомбинираш, Аматер, бе. 7 од 8. Гледај сега, баце, не викам не, ама не. Пази, у ступ ги ставаш сегде дуј. И тоа ги играш 2 у кец. Ме разбираш? 2 у кец. Не. Значи, и таму кај што губат, ќе победат на искуство. Ме разбираш? Пази, ова е храбро личе, али само така се прават пари, вери ми. Знаеш, не знам за тоа што Села игра на домашен терен и сега тоа е еден од... Села ќе го згазат. Гризни јазик. Ви благодарам, тоа беше Стево Венгер, што јас не се согласувам. Не, уствари. Јелена, дали ни остана нешто некажано или се си кажавме? Само уште да видиме какво ќе биде времето и се одјавуваме. Ветерман повели. Хемтрел се спуштаат од запад на исток у повид грејна сезона со чат и дим. Осиромашен ураниум може да се набави од вчера, ама ќе почекаме малку за инсулин. И не е крив метеопатот што гледа стално така сиво дека новата ера нема да дојде, а ќе почекаме за живот. Дојдовме до почетокот на вчерашни. За оние кои сте на продолжен викенд во Сандански, Лесковац или Солун, внимавајте по патиштата, а ние ви посакуваме помалку гужва на граница. А за другите имајте убава недела и не заборавајте уште вечерва целата епизода ја има на YouTube. Гледавте вчерашни новости. Добро утро. Добро утро и од мене.